Јулеја, ти благодарам денес што твое време да бидеш дел од емисијата Кафе Муабети за Гламур магазин. Благодарам од срце, Вики, и на тебе, и навистина ми е драго, еве, и за Гламур да помуабетиме, и покрај тоа што ете долги години бевме колешки во телевизија Сонце, и еве сега вака, додуша не си ме интервјуирала од многу поодамно, од кога работеше за другите телевизии, а во Сонце се свеќававме, нели, секојдневно. И сега еве за Гламур навистина ќе ми биде драго заради тоа што знам дека си проверен новинар, за тоа што знам дека сакаш да ја изнудиш вистината од соговорникот и навистина ми е драго. Јуле, пред се на почеток би сакала ти дадам јас еден подарок, повели. Аха. Станува збор за хунза маслото или златните капки, маслото од семки од кајсија, кое што е донесено директно од Хималаите и е рачно изработено од хунзите и пратено нели овде кај нас во Македонија со многу љубов за здравје. Благодарам. Еве, јас морам да кажам дека ми е драго што го добив ова масло на подарок, бидејќи години пред тоа сум го користела, знам колкави бенефити има. И еве сега навистина ти благодарам и со задоволство ќе го искористам. Така, сите оние кои што сакаат да го набават ова масло, можат во сите аптеки да го најдат, а исто така и да посетат веб страната на Хунза Веда клубот и таму можат да си порачат и секако да им се заблагодариме на нашите пријатели за можноста еве на нашите гости да им подариме вакво. Еве ќе ја поздравиме и Марина, наша колешка која што е, нели, јас ми се чини се уште генерален застапник за Хунза маслото. Да. И навистина ете само посакувам убавини и благослови. Јуле, ајде вака да започнеме да те навратам на детството. Каде го помина Јуле детството? Какво детство имаше? Се сеќаваш ли на тие моменти? Па како да не се сеќавам, сите ние се сеќаваме, нели, на детството. И покрај тоа што јас сум човек, можеби тоа некако во животот многу ми помогна, не живеам многу во минатото. Се научив некако да го најмногу да го почитувам сегашниот момент, но детството е еден пријатен период од мојот живот и моето детство го поминав во Струмица. Значи во Струмица учев во Сандо Масев, потоа татко ми доби работа овдека во Скопје. Работеше во една струмичка многу позната фирма и тие отворија представништво овде, се дојдовме во Скопје, се преселивме од моја 14 година, значи јас сум во Скопје, учев во две гимназии, во Никола Карев и во Цветан Димов, бидејќи често менувавме место на живење. Татко ми беше човек кој што како да кажам, напредуваше, како напредуваше во кариерата, така сакаше постојано да имаме поубави животни услови, да ни пружи поголема удобност, бидејќи тој пораснал сирак без мајка и без татко и се трудеше ние како деца да ја имаме сета онаа комоција која што тој ја немал како дете. Какво девојче беше Јуле кога беше мала, еве да кажеме во основното училиште? Дали уште тогаш покажуваше некои афинитети еве кон пеењето, кон новинарството, бидејќи си дипломиран новинар? Како да не? Морам да кажам дека кога се потсеќам на моето детство, навистина ме облева едно чувство на радост, затоа што имав навистина убаво детство. И покрај тоа што можам да кажам скромно детство, затоа што тогаш моите родители се бореа за екзистенција, за подобар живот, и тогаш менувавме многу често станови, места на живење. Но мојот град Струмица, иако сум родена во Радовиш, мајка ми е радовишанка и отишла кај мајка и да се породи, јас сум се роди во Радовиш. Но во Струмица го поминав моето детство, а и во Радовиш, бидејќи додека беше жива баба ми, постојано летно време, знаеш како беше на времето, одевме кај своите баби. Така е, да. И значи таму летен распуст. Да, на летен распуст и одев кај баба ми и се сеќавам уште од мала, таму има прекрасен двор и се бањавме во корита како деца, се прскавме со братучедите, уживавме во тие некои такви играри и од тогаш ми остана баба ми многу ме воведе во духовноста, во верата и во Бога. Значи баба ми живееја мојата баба и со незиниот син со вујко ми во иста куќа и тук блиску до црквата во Радовиш и постојано ме носеше во црква.
Со нејзе научив да се молам, со нејзе многу ја засакав литературата, бидејќи баба ми многу читаше и ги читаше сите наши лектири. Пред, значи, кога ни даде лектира, таа мораше да ја прочита. Так. Ми раскажуваше многу приказни од нејзиното детство. Значи, тие така години поминати на летување кај баба ми, ги паметам по тоа и на некој начин тоа до ден денеска ме држи. И мојата бабичка многу, како да кажам, многу си ја сакам за барабар со мајка ми и со татко ми, значи не можем да ја одвоем просто нејзе од тоа детство, бидејќи голем дел од детството поминав со нејзе. Сега, навистина бев едно темпераментно девојче и многу талентирано девојче, кое што ги наследи талентите од своите родители, значи моите родители беа многу талентирани, и пеа, и игра, мајка ми многу исто читаше, раскажуваше, рецитираше, шиеше, креираше, татко ми пак беше многу како да кажам, човек кој што постојано се надградуваше како, да речем, една машка фигура што секоја жена би ја посакала, нели, како авторитет, затоа што ние, нели, се во детството сепак татковците ни се некако репер, нели, за маж, и тој беше еден убав представителен човек, висок, кој што постојано напредуваше во својата професија, заштитник, темпераментен, беше дипломираше економија кога значи напоредно кога јас растев како дете, бидејќи од војска директно дошол во Струмица и тука се надградуваше и со образованието. И така да јас навистина уште од мала играв и пеев и свирев на клавир, значи нижо музичко училиште на клавир заврши во Бороџони во Струмица. Инаку основното училиште го заврши во Сандо Масев и постојано бев поттикнувана исто така и од моите учителки да ги водам школските приредби, да рецитирам, да пеам, оде во драмска секција, уште тогаш како мала во Струмичкиот театар ја играв во печалба Рисимка главната улога, да. И имав и награди земено како, нели, онака, нели, од школските оние, како да кажам, имаше тогаш многу надпревари, се оценуваа, бевме, не знам, на разни надпревари, и на пеачки надпревари. Јас бев исто дете кога за прв пат бев на една аудиција со Перо Христов. Тој беше навистина тогаш искале веќе повозрастен и пеач како што треба. Јас бев се уште клинка во основно училиште, но еве некако, не знам, и самиот град и самото поднебје, таа топла Струмица навистина има многу таленти. Да, многу таленти, значи од Струмица и самото тоа поднебје просто така некако е, не знам, инспиративно. Самата топлина која што сега не знам, сега се можеби некои работи и таму променети, но за тоа време беше Струмица многу чист град, многу убав град во смисла се беше природно, храната што јадевме беше природна. Јас знам кога ќе купевме патлиџани од пазар, еден патлиџан беше по 2 кила, значи да се најадеш од еден патлиџан, вака ни течеше низ уста, јадевме како деца и се смеевме, се кикотевме. Буквално, значи, онака и на улица што се вели, оние дружби. Но ги памтам, значи, моите, како да кажам, денови од градинка и во основното училиште, бидејќи бев многу активна. И многу моите учителки ме поттикнуваа, го поттикнуваа мојот талент, ме поддржуваа, а тука беше и мајка ми која што постојано се грижеше за секоја приредба наша школска да имам убаво фустанче. Па исто така многу се радуваше ми, рецитираше разни песнички. Едноставно имав прекрасно детство. Моите родители беа двајца луѓе кои што многу се сакаа, многу се поддржуваа, заеднички твореа седно нешто. Нашата куќа ечеше од песни, од игри, имавме постојано многу гости кои што постојано пеа, игра, татко ми имаше и мајка ми имаа пријатели кои што свиреа на гитари, па во Струмица во тоа време многу се пеа песни убави. И ете се сеќавам на тоа мое распеано детство од моите родители. Но јас некако постојано сонував за
за големиот град. Јас постојано се гледав некаде на голема сцена, значи тоа беа моите, да речам, детски соништа. И знаев, просто знаеш она чувство кога знаеш дека еден ден ќе отидеш некаде на поголема маса од луѓе, од не знам, од каде што ќе пеам на големи сцени, каде што ќе се докажам. Многу сакав да студирам и кога дојде студиите на глумачка академија, но не ми се оствари таа желба. Моите не можеа да ме поддржат во тој период кога на факултет, кога требаше да се одлучам за тоа и покрај тоа што спремив и овие се спремив за приемен испит, но како и да е, новинарството дојде како нешто што е за мене, нели, за таа, да кажам, работа со јавност, јавен настап. И тоа е еден вид на глума, меѓутоа благо дозирана, нели, кога треба да се појавиш некаде. Да. И така да, кога татко ми доби понуда да овдека во Скопје го води представништвото на неговата фирма, јас толку многу се радував. На колку години беше тоа? Па на 14 години, значи таман кога завршува веќе 8 оделение, чекавме да завршам 8 оделение и да се префрлам овде, да се префрлиме овде. И мајка ми не сакаше да се преселиме, некако и беше знам, беше поврзана, нели, со комшиките, со пријателките, со роднините. Но татко ми беше човек кој што беше многу решителен и рече, ајде ќе ги сите заедно ќе одлучиме. И ние како деца сакавме поголемиот град и одлучивме и да се преселиме тука и така да после овдека средношколските денови исто. Свирев на гитара научив, само бев на гитара, од што многу сакав, научив со мојот братучет да свирам гитара. И постојано на школските приредби исто бев активна на сите тие полиња. Значи, буквално уметничка душа си, Јуле, на сите полиња. Благодарам. Во последно време го покажа и оној твој уметнички талент за цртање, за пишување. Сакам да сликам уште од многу мала, исто многу сликав уште од детството. Така. И после кога Андријанче почна на школу да оди, знаеш како оние децата, нели, ќе им се соберат повеќе цртежи и стално ми викаше, мама, ајте молам до цртај ми го цртежов, ама немој толку убаво за да не ме примети учителката дека ти си ми го црта. И јас постојано го и помагам во тој поглед, но кога таа се запиша средно уметничко, јас навистина едноставно тоа го забаталив. Заборавив дека мислам, не заборавив, него го практикував толку цртањето, сликањето. И сега фала му на Бога што тој талент дојде до израз. Еден можеби скокаме од тема на тема, ама сепак така спонтанно муабетот нека ни оди така. Јас морам да кажам дека од кога Андријана замина од оваа реалност, постојано добивав пораки од нејзе, мама, погледни во моите бои и четки и почни да го слика животот во бои. Но јас немав храброст. Јас мислев дека ете тоа се зборови да погледнам, но јас година дена не поместив ништо од незините бои и четки, од незините штафелаи, од масите на кои што, значи, буквално тие фатија прашина, ние околу чистевме, но тоа не го допрев, година дена стоеше како што таа ги остави. И јас немаше шанси, значи, да отидам чекор понатаму, да нешто фатам од незините бои. Немав ниту сила, ниту тоа го сваќав така некако, како да кажам, како вистинска, нели, порака. Какви пораките беа? Дали ти доаѓа на сон, дали чувствуваше ти, како ги добиваше пораките? Да, многу луѓе се чудат вака кога ќе кажам добивав пораки. Ќе прозборуваме најверојатно и за тоа, но јас морам да кажам дека животот за мене не завршува овде. И покрај тоа што поменав голема голгота, ме одржа вербата и ме крена вербата во Бога за да продолжам понатаму, затоа што едноставно јас верував во животот после овој живот, затоа што она што ние го нарекуваме смрт, тоа е само премин во нашата вистинска
реалност која што ние ја имаме, затоа што телото е минливо, но душата е вечна. И ние кога ќе го направиме тој премин, навистина душата е многу пожива. Тоа се уверив на многу пати од моите родители кои што пред тоа замина, а сега кога се случи Анда замине, јас единствено нешто што барав од Бога е да ми даде конекција со моето дете, да можам подобро да ја разбирам, заради тоа што човек кога е во длабока тага и во голема болка, тој не може, не е на таа вибрација за да може да добива пораки. Но бидејќи тие души кои што заминале се многу активни и бидејќи до 40 дена, па и до година дена, нивните души се и горе и доле обитаваат овдека за да бидат со нас, за да ни помогнат да ја пребродиме таа болка, тие ни праќаат пораки, но кога човекот е во длабока тага и во болка, тој не може да ги види пораките. Не може да свати всушност и да ни даваат пораки што ги препознаваме, дека тоа се пораки од нив. Него се некако припишува на случајноста. И јас знаев дека всушност морам да бидам будна за да го разберам јазикот на кој што душата на моето дете ми се обраќа. Но тоа е пак резултат, ти самата знаеш колку години јас работам на себе, на својот духовен раст и развој. Така е, да. И ретките остануваат толку многу свесни и толку будни, значи за да можат да се носат со таа ситуација. И јас добивав пораки на разен начин. Значи пораки од нашите ближни кои што заминале, кои што направиле премин, се добиваат на повеќе начини. И тоа навистина треба и многу време за тоа за да се објасни, можеби во некоја следно наше видување кој ќе биде специјално на тоа постојано. Значи ти можеш да ги добиеш на сон. Може да дојдат преку друг човек. Може да дојдат преку знаци кои што ни се заеднички биле, кои што ги распознаваме ние и кои што се адекватни за личноста која што заминала. Јас добивав нон-стоп пораки и пишани пораки од луѓе кои што нормално сочувствувале со мојата болка и со тоа како Ан замина, кои што не се кои што се на вибрација која што едноставно им дозволува да бидат канал за она што душата од таа димензија го порачува. И јас 3 години добивам нон-стоп секојдневно пораки од чисти души. Тоа не се луѓе кои што ние мораме да сватиме едно, сите ние не сме исти. Колку и да сме луѓе. Значи, знаеш како, на луѓето не им се веруваат некои работи. А зошто не им се веруваат? Заради тоа што не се на таа вибрација и немале такво искуство. А знаеш, кај нас како работи нашиот ум. На тоа работи така што фактички ни вели да веруваме во она што сме го искусиле. Но сите ние немаме исти искуства. Значи, некои луѓе искусиле нешто друго во животот и тие можат да бидат и канали, тоест да пренесуваат пораки од повисоките димензии, каде што се душите. Да, ова е широка тема, убаво велиш. Да. И сега јас добивав такви пораки. Векалат луѓето не сум го видел, да речеме, не знам, не е битно за кој ближен, нели, дали е мајка, татко или дете, не ми се јавил никогаш. Не може да се јави кога вие први не верувате во тоа, значи треба човек да се приспита колку верува во тоа, колку му е вербата во тоа. И кога е на многу ниска вибрација, кога постојано спомнува смрт, кога постојано едноставно тоа е значи не верува, тоа е одвоено си од Бога и од себе. Многу луѓе велат дека веруваат во Бог, ама ти кога постојано повторуваш едно исто, дека не постои ништо друго освен ова тело овдека, значи луѓето така веруваат дека ова тело е примерно, уствари телото е миливо, телото не е примерно. Значи душата е таа, нашето аурично тело, нашето емоционално тело, тие се многу побитни тела отколку ова физичкото. Така да. И јас добивав пораки, значи буквално кои што се запишани, напишав 2 книги од тие пораки. И едноставно кога добив пред година дена со толку длабока емоција дека навистина требам да се нурнам во незините бои и четки и дека конечно требам да почнам да го стикам животот во бои,
некако што тогаш се освестив, зашто ние за многу работи не се освестуваме веднаш. Знаеш, ни треба време. Така да. И тогаш се освестив и реков, Боже, ова веќе кога толку многу се повторува, значи мора јас на вистина да се погрижам да влезам во незините четки и бои. Но пак ми беше тешко и ми беше страв, бидејќи ме дрмаа големи емоции, многу плачев. Но истиот момент кога помислив дека веќе е созреано времето, и сега си седам вака, си го зимам телефонот и почнувам да ролам. И во тој момент ми излегува школа за цртање и сликање. Елена Галика. Само вака гледам, Боже, еве и сега сежам, леле, каков момент беше тоа. Викам, па тоа е другарка и на Андријана. Заедно студира, отворила школа за цртање и сликање. Викам, Боже, Ан ми дава пак знак, значи ова е знак. Ете така ги читаме знаците на патот, ама многу луѓе кога им дојдат такви знаци не ги разпознаваат. Да. И јас сум рекол како што велиш. Да, ова е знак. Да. Значи јас требам да ја се јавам на Елена затоа што сама не можам да го направам тоа. И издвонам веднаш и кажувам ова све што тебе сега ти го кажувам. И она ми вели, Јулија, веднаш да дојдеш. Велам, имаш ти за возрастни? Ма вика, не е битно дали имам, за деца се групите, ама вика ти дојди, ако не ти смета децата. Викам, не ми смета, уште пубаво. Так. Вика, веднаш да дојдеш. За Анчи, вика, наша, нема шом ти дала порака, готово. Јас, драга моја Вики, кога отидов и кога почнав да сликам, јас сликав како цел живот да сум сликала. Тоа беше чудо. Знам, сум ги гледала сликите, на вистина се прекрасни и на вистина прекрасно сликаш. Дури и јас кога видов прв пат, не ми се веруваше дека Јуле толку убаво може да наслика една слика. Да. Бидејќи нели не сме говореле на таа тема дека знаеш и умееш да сликаш. И јас сликав, она ми вели да почнам од нешто поедноставно, јас велам не, јас сакам да сликам емоции, портрети, ликови, реалност, тело, значи јас сакам тоа да сликам. Боже ми, вика Јулија, ма зошто вика добро, вика да почнеш, еве вика да почнеме со темперни бои. Не, викам, сакам со акрилни или со улени бои. И тоа викам на платно. Не сакам јас на хард. И она вика, окей. Че така почна приказната со сликање. Така почнав директно на платно со акрилни бои како што сликаше Ан. И многу успешно, да. И фала му на Бога, значи што еве ова јас велам и кога ништо друго можеби нема да работам, но јас ќе сликам сега до крајот. Ти посакувам да направиш изложба и да не поканиш. Дај Боже. Се надевам дека ќе биде и тоа, а најголем како да кажам, најмногу што ми ја наполни душата е кога одлучив да ја насликам Андријана како ангел, онака како што ја видов и како што е на последната нејзина книга за неа. Значи, тоа беше еден таков предизвик, јас просто не знам и сама се чудам како го насликав тоа дело. Да, затоа што е големо 1,40 на метар и навистина е нешто, како да кажам, нешто што јас не можам да си замислам дека јас го насликав и Елена ми вели, Јулија, да не бев сведок на ова и некој да ми кажеше, мислам вака да и јас вика ќе се прашав дали е вистина, ама вика сведочев, а кога работиме таму, менторот не работи за тебе, работиш сам, може само да го консултираш, да го прашаш што би дошло овде, како би дошло, како мисли, значи да се договориш усно, а се друго и да погрешиш, работата е сам да се исправиш. Гледа, кога почна твојата приказна пак со музиката и кога прв пат сними песна? Дали беше тоа во македонската Чинам радио телевизија, така ти појде линкот за да Јуле стане естраден уметник? Знаеш како, чудни се Божите патишта, Вики. Јас прв пат снимив за македонската радио телевизија секако, но јас се откажав од пеењето. Значи, јас не мислев да станам пеачка. Заради тоа што јас рано се омажив, само по завршувањето на средното училиште, таму на 19 години. И тука имаш еден како да кажам, да. Почина за 2 години од кога ние се земавме, тој почина. Да. И
после тоа јас немав намера да пеам, затоа што бев првина многу убиена, многу престрашена, не знаев што се случи. Со мало дете, Андријанче имаше 2 годинки и едноставно немав идеја за пеење. Значи реков јас веќе нема шанси да пеам и покрај тоа што пред тоа и во гимназијата ти реков навистина многу пеев. И јас сакав песната како таква. Но реков не, ама кога се запишав но за да бидеме во брак тој исто така се плашеше на кој факултет јас ќе студирам. Јас бев многу млада тогаш, не носев баш све сама одлуки, нели? И ми рече да, јас му реков, јас немам намера да се омажам, бидејќи јас сакам да студирам глума. Ако не студирам глума, ја ќе студирам нешто такво што навистина ќе бидам во тој свет и за мене ова мажењето е баук, знаеш, онака. Мислам, таква бев едноставно отворена и се и покрај тоа што, мислам, платонски тој некако ми се додворуваше, јас немав абер за тако нешто. А тој ми рече вака, слушај, ако ти студираш глума и ако ти идеш на некој факултет кај што ја ти нема да се гледаме, јас ќе умрам. Јас не можам да поднесам, јас толку многу јас вака го погледнав, се зачудив и велам, Боже, како сега. Ти прифати само и заради сега таа јас причина? да не се случи тоа, Так. едноставно велам, па добро, јас еве ќе направам преседан, нели? Не знам како тогаш што. Ете моменти, Така знаеш кога нешто треба да биде. Да. Не дека некој мене ме тераше нешто со сила или не знам што, него едноставно тоа беа работи кои што не можам ни ден денеска да си ги објаснам, но така требало да биде. Но да биде иронијата поголема, јас се омажив за него, а тој за 2 години навистина почина. А што се случи? Доби акутен инфаркт. Колку години имаше кога? Тој имаше 34 години. Многу млад. Да, тој беше 13 години постар од мене, но беше многу млад. И доби акутен инфаркт, на место му прсна срцето и не може да го спатва, и тоа одејќи по улица во Геталдус да ги земе на очарите за татко му тој ден. И едноставно јас бев тогаш во таков шок што такво нешто не очекував да се случи, значи затоа што не знаев. Случи да после тоа со Јуле, со мало бебе, со дете со 2 години. Па знаеш што се случи? Знам дека си голем борец. Колку се бореше Јулија да ја израсне Андријана сама? Тоа се навистина. Тоа е голем шок, затоа што бев многу млада. И знаеш како, не си спремен. Мислам, никогаш не си спремен да изгубиш некој толку близок, како што не бев ни сега со Ан, воопшто. И знаеш како, ќе се откажеш од се, но Андријана беше малечка и таа ме врати. Знаеш, кога ти имаш малечко детенце, мораш да се грижиш за ти него. мораш за него, ти се посветуваш буквално на тоа дете и оно ти е тогаш се. И целата она, како да кажам, подршка, и покрај тоа што имав подршка од моите родители тогаш, но тие беа се релативно исто така млади, со работни обврски, нели? Најголема подршка ми беше Андријана и најголема причина за да живеам, за да се освестам, за да некои работи, за да се вратам во живот. И јас бидејќи тогаш кога јас се запишав заради него на правниот факултет, му ги дадов нему документи да ме запише. 2 години студирав право и од кога тој замина, јас сватив дека јас не сум за правото и реков дали можам да студирам нешто што мене ми е блиску и едноставно да ме отргне од сето тоа, нели, таа траурна ситуација која што ја доживеав, да работам нешто што сепак мене ќе ми го подигне духот, знаеш. И тогаш се префрлив во новинарство. И тогаш се префрлив на интердисциплинарните студии на новинарство. Не се префрлив, туку отидов на студентски прашања да се отпишам. И жените ми велат, зашто да се отпишеш? Викам, сакам да се отпишам, одправим да се запишам.
Зошто да се отпишеш? Па викам, како да се отпишам? Па не, вика, не мораш да се отпишуваш, само да се префрлиш со тоа, вика, и некои испити ќе ти се признаат, зашто вика има викам, фала ти Боже, навистина така, стварно не знам. И така испадна Вики, јас во рекордно време дипломирав на факултетот за новинарство и мојот професор по новинарство Живко Андревски, кој што ни е познат, тој работеше во Македонската радио телевизија. Мислам дека тој беше првиот професор, па Јован Павловски. Имаше повеќе, да. Имаше повеќе, од таму така да сакам да кажам, тој ме воведе, тој ме однесе во Македонската радио, така, ствари ми даде шанса. За музиката? Како, да, па јас отидов да работам како новинар, значи хонорарно да работам како новинар во Македонската радио телевизија на емисиите како што беа тогаш Младински, па Добро утро, Добар ден со Бране и со Јасна. Таму бев новинар кој што, ама знаеш како тогаш немаше како сега да ти ме снимаш цела мене во амфас. Сега ти уствари си тој пример за Македонска радио телевизија. Ти не се гледаш само со говорникот. Да ги враќаме назад работите. Тогаш јас не се гледав како новинар, само раката со микрофонот, знаеш, не ме слика како онака како фаца. И беше просто невообичаено, бидејќи бев доста атрактивна, бев доста млада, имав плава коса, онака нели бев светло блонди некако сега. И тогаш беше невообичаено да се појави таква новинарка. Така да повеќе ме кријат колку што ме покажува. А сега е обратно. Сега е обратно, да. И така да со него почнав на емисии и работев како сценарист на едно новогодишно сценарио за новогодишна емисија со Алјоша Руси. И кога ние ја завршувавме емисијата, знаеш, тогаш во Македонската радио телевизија масовни беа новогодишните емисии и Ферус свиреше со неговиот оркестар и кога се завршивме, тука долу некако се собраа нели сите, седнавме и ајде сега да наздравиме што се заврши снимањето и тоа се собра сите, јас поима немав, сум седела до некого, не знам ни до кого тогаш. И доаѓаат Ферус со оркестарот и почнува да свират. И јас по инерција запеав. И човекот до мене вика, бе, девојче, ти многу убаво си пеела. И ја викам, па, да, викам, ама не, викам, не пеам јас. Он вели, ма како не, викам, јас те слушам, вика, ти многу убаво пееш. Добро, викам, јас ама сега, викам, јас сум новинар и така, викам, си пеам, како да речам, со своја душа, ама викам, одамна сум престанала да пеам. И сега на човекот му дојде нешто сомнително што е работева. Јас сум седела до главниот и одговорен уредник на касетна продукција при Македонската радио телевизија. Поима немав. И ми вели, слушај, ќе дојдеш во М3, тогаш имаше клавир во М3, вика, да ти отсвирам нешто на клавир и да видиме што ти се допаѓа, ти мораш да пееш. Леле, јас се уплаши, викам, знаете што, немојте, викам, не, каков клавир, јас викам, јас завршив музичко на клавир и ако ми отсвирите, не, нема шанси. И се човекот му дојде, знаеш, ама многу бев младост, тоа не намерно, ама сето тоа он го слушнал, дека сум свирела на клавир и се. Утре, вика, те чекам во М3. И ја, за да го откачам него, реков, добро, ќе дојдам. Ама јас не отидов. Не отидов. Едноставно, за прв пат избегов, нели, онака, може би некултурно од моја страна, но не мислев да пеам, едноставно мислев дека за мене заврши пеењето. И после 2-3 месеца ние се сретнавме на влезот од Македонската радио телевизија. Не беше луд? И не беше луд и ми вика, ти си гледаш, вика, дека те фатим сега. Како не ти беше сам да не дојдеш? Јас викам, јас се извинувам, јас немам таков обичај. И тогаш му раскажав, викам, јас имам една приказка која е ваква. И човекот вели, и затоа викам не сакам да пеам. Викам, многу грешиш. Имаш ли сега време? Па викам, имам порано, викам, треба да отидам во редакција, горе му кажувам. Вика, ајде, вика, со мене. Се врати, човекот беше на излегување, се врати, ме фати за рака. Так. Ме однесе во М3, во студиото почна ми свири на клавир. Која беше прва песна што ја снимиле? Прва песна, да, што ја снимив со него, се викаше Дајте ми 2 отрова. Да ти кажам,
гледај какви се чудни патиштата. Така да. Испив повеќе отрови во текот на животот. Тоа сакав да јас да кажам, како да си ги предвидела. Така се викаше. А тој ми даде да одберам, текстовите беа на Ѓоко Георгиев во тоа време, значи навистина познати музички имиња, пеев песни. И која песна, дали ова, дали она, јас леле сите ми субави, ама ајде ова. Ова. Утре ќе одиш кај Кокан Димушевски и да почнете да направи проби, да почнеш со снимање. Така да јас во музиката немав искуство, нити кафанско, нити по кафичи, ништо. Јас директно од, како да кажам, директно стапив во студио, значи, и на сцена. Но не секој ја имал таа можност да се разбереме во тоа време, значи сепак видел во тебе талент, штом ти ја пружил таа прилика и шанса. Токму така, не секој, и беа тешки времења, па дури и моите албуми кои што ги издавав тогаш за македонската касетна продукција, првиот албум На крилата од љубовта, каде што претежно песните беа на Кире Костов. Значи, тоа требаше на вистина да помене низ многу комисии за да одобрат, за да се тоа снима во студијата на македонската радиотелевизија, значи, на вистина едни времења кои што, како да кажам, прекрасни и кои што тогаш во тоа време ме вратија или јас од она што бегав некако ме пренасочија, ете додам по тој пат кој што ете трае ден денес. Таа случајна средба одлучила Јуле да биде истраден уметник. Да. После па види, јас тогаш не одлучив така, но види како беше тогаш. Јас, бидејќи работев како новинар, претежно исторен или на терен, мене кога ме видува дека јас снимив песна и дека кој им кажа таму дека треба да отиде на тие емисии на кои што јас работевав како новинар, ама во студио беа, знаеш како, дека требам да испеам песната, зашто нормално македонското радио и телевизија стоја за тие снимки. Така. И кога слушнаа некои луѓе уредници во тоа време, таков беше, како да кажам, едноставно начинот на работа. Или можеби нивните сваќања, нивното знаење, најмногу незнаење. И ми велат, слушај Јулија, ти сега не можеш и да пееш и да бидеш новинар и да водиш емисии. Ке се одлучиш или за ова или за тоа. Ете така ме уценија. Така. И јас бев многу тажна, заради тоа што навистина знаев дека можам да го правам и едното и другото, но ете не ми дозволија да ова. Значи не по твоја волја, си одбрала. Не по моја да волја. И бидејќи јас како испеав песната, музиката е заразна, а после тоа добив друга понуда и едноставно реков, па добро, ајде, подобро да пеам, отколку да бидам, знаеш, вака. Не знам, тоа пресуди едноставно и беа моменти, па беа фестивали тогаш, знаеш, едно друго, некако се ме облече. Поинакви времења беа. Да. Поинакви времења. Повеќе од 30 години си на сцената, задоволна. Па 92 година беше На крилата од љубовта прогласена за хит на годината, посебно значи од ревијата Екран. Сега од 92 до сега колку години има поминато? Па повеќе од 30. Би одбележала 35 години од првиот мој хит. А значи тоа се случи едно 5 години пред тоа. Значи, леле, многу време. Многу години. Задоволна си, Јуле, од оваа дистанца, се што си направила во живот? Знаеш, задоволна сум јас, како да кажам, да не сум човек кој што навалувала за некои работи, можеби не сум била доволно, како да кажам, упорна, за да се случат некои работи повеќе, онака затоа што бев, да кажам, во екот на тој раст, нели? Па тога се случија некои други работи, јас не бев некако човек кој што инсистира, него оставав, како да кажам, некако на спонтанноста, на тоа некој да се сети на мене. Да, знаеш, не бев така воспитана и моите родители не беа такви, а и не познавав, немавме некој да речеме така познати во тие инстанции, па да некој да ме бутка, да. Него се беше, како да кажам, спонтано и покрај тоа што мислам дека заслужував многу повеќе, да речеме во тој поглед, но пак ќе речам, јас сум задоволна заради тоа што низ мојот, како да кажам, уметнички некој раст за овие години,
дојде до израз, еве, и самата ти рече, повеќе мои таленти. Така. Знаеш, кога еден човек се бави со еден талент, само со музика, или само со водителство, или само со глума, знаеш, фокусот е само на тоа и тоа нормално е да расте. А јас можеби се расплинував На повеќе работи, да. Така требало да биде. Така, а јас да. сум задоволна заради тоа што пак сите тие таленти мене некако ме прават тоа што сум и едноставно сакам сите да ги Ти живеам. си една комплетна уметничка душа. Ау, ти благодарам. Јуле, значи, сега некако му доаѓа Стефанија дека од тебе го наследи талентот за глума? Така ќе му дојде? Слушај, и Андријана и Стефанија наследија таленти од мене, да речем. Андријана за цртањето? Да, за Стефанија сликањето. за глумата? Стефанија глумата. Јас многу сум радосна Стефанија што се одреди, значи мојата внука Стефанија која што е дипломирана актерка Така. и што се одреди за глумата, едноставно како јас да се родив во глумата, ете така се чувствувам. Твојата желба се исполнува Мојата преку желба неа. се исполни. Да. Без да ја наметнато нешто, Така, да. затоа што таа е на вистина и она е мултиталент и за пеење, и за сликање, и за глума, за секога беше што да се одлучи, на вистина беше проблем. Но јас многу се радувам затоа што еве ја признаваат луѓе кои што на вистина се во тој свет, дека тоа е едно такво талентирано девојче, дека е толку добра глумица која што за краток период еве веќе снимаше и долгометражен игра филм каде што игра главна улога и каде што допрва ќе ја гледаме на филмско платно, многу се радувам. Многу одиграни луѓе овие улоги на даските што живот значат, значи во нашите театри. Студент кој што неприкосновен заврши многу, да речам, не вообичаено како што се другите, заврши на катедрата по турски јазик, значи знае турски како македонски, имаше прекрасни... Тоа можевме да го забележиме кога глумеше во една турска серија. Да, играше и во турската серија со Јованка. Така да, еве реклами постојано ја викат, беше заштитно лице и за операторот А1 и за Скопско и за не знам кој се уште. Во секој случај си горда баба на една успешна внука. Па многу, знаеш како да кажам, ние сме така некако, јас ги воспитав моите деца да бидат скромни и јас кој ќе кажат горда, јас знаеш како можам да кажам повеќе чувствувам некоја радост, а не горделивост во смисла, затоа што знаеш како ние можеме да сме горди и одеднаш некако кога одиме со егото, тоа е некако напасно. Јас сакам да бидам мирно радосна, во мир, а не на тој начин да ја стимулирам нејзе и да ја правам некаква фама, затоа што треба да знаеш и реков дека светот на уметноста е многу тежок. Така е, навистина е тежок, да. И дека може и да те дигнат и да бидеш да долу, паднеш, и да бидеш горе. и да си најдобра, ќе имаш многу обструкции, како што имав и јас. Так. Но да не се разочарува затоа што мојата подршка постојано ќе ја има, затоа што знам што значи тој свет, го познам светот на уметноста. Так. Разговоров ни оди толку подмачкано што можеме да тераме 3 сати, меѓутоа мораме да држиме некоја временска рамка. Ми доаѓа сега на идеја, бидејќи понатаму планираме еден проект на гости, кај, па кога ќе дојдеме кај тебе на гости од твојата куќа, тогаш има да направиме еден прекрасен муабет за тоа како Јуле слика, значи ќе биде навистина, мислам дека една убава емисија. Нешто што морам да го споменам. Јуле, како што кажа и ти на самиот почеток кога си почнала во македонска телевизија да работиш како новинар, беше навистина, ти и сега си, значи не гледам некоја разлика, меѓутоа убавината ја задржуваш, а тогаш беше навистина една фатална девојка, така речено. Една преубава девојка. Ти благодарам, знаеш како се одвојував некако на некој начин, нешто внесов ново во сценскиот израз, во сето тоа, како естраден уметник. Таква, не знам, јас нешто нити тогаш, нити сега нешто преодуцирам. Значи, јас сум природна, мене така мајка ми ме родила и благодарам за тоа. Тоа сакав да кажам, и во овие години изгледаш преубаво, значи убавината си ја задржуваш, природната убавина како што потенцираш, бидејќи знаеме дека денеска многу се практикуваат оние естетски корекции, меѓутоа Јуле
природно си ја секај тебе, така? Да, немам, фала му на Бога, никакви естетски корекции, во смисла, нити сум била да се боцкам, нити некои работи ги правам што еве сега е модерната козметологија што ги нуди, јас немам ништо против тоа, но едноставно сакам природно да стареам. Единствено нешто на што обрнувам внимание, тоа е на мојот внатрешен раст, како ќе го храна мојот ум, мојата душа, и најверојатно тоа е одрази на она надворешно. Заради тоа што јас порано и се лутев на мајка ми, многу зашто ме родила таква, затоа што имав многу обструкции, мојот физички изглед сметаше на некои работи. Да, понекогаш имаш право, дека голем хендикеп беше за годините во кои што јас се појавив, затоа што навистина бев нешто што се одвојуваше од тогашното нешто што знаевме на естрадата, не е сега тоа некоја фалба, но така е, не, јас не сум таков тип на жена. Но значи се што треба да има една жена, имаш. Значи од висина, од нормални атрибути на една жена, значи убаво градена, визуелна убава коса, значи буквално се. Фала, Вики, леле, ке се слушај, дури си велам дали како го заслужив тоа, но секако дека сум го заслужила што велиш кога доаѓа од жена. Ти благодарам на вистина. Значи јас не бев преокупирана со тоа. Знаеш, човек кога нешто му е дадено од Бога, тоа како се подразбира и јас не обрнав внимание на тоа. Так. Но за да речеме од луѓето кои што беа во таа бранша добивав многу големи удари баш поради тоа. А јас бев навистина млада и не бев воспитана да задавам удари или да ги мразам жените ако се убави. Навистина и денеска сакам и ми е драго кога ќе видам и убава жена и негувана, нели, и се, која што држи до себе, така да знаеш како убавината ти може да биде добра за некои работи, ама не мора да значи да ти одмогне што се вели. Да, но сега веќе знаеш како со годините кога ќе созрее човек, јас истата сум, јас не го преудицирам тоа за мене, знаеш како секоја жена, во секоја жена гледам убавина. Тоа е тоа што можеби се гледа на мене, заради тоа што јас во жената ја гледам убавината. Значи, нема жена спомене што не е убава. Значи, апсолутно. Сега знаеш како, ако жената, али што е многу битно за жената, за да ја одржи својата, да речем, својот физикус, својата надворешност. Многу е битно во себе да нема злоба, да нема љубомора, да не речем други лоши работи да прави. Значи, едноставно да ја отвориш душата и тогаш таа смиреност која што ти ја дава, заради тоа што ти не си љубоморна на друга жена, на трета жена, тоа некако доаѓа постепено како одраз на надворешното, ајде да речем. Јас мислам дека тоа е клучот и уште има еден клуч. Постојано велам дека Господ е најдобриот козметичар на светот што постои, кога потполно ќе се предадете на Божјата милост и кога во седно нешто што ќе го добиете како, да речеме, како внатрешен немир, не знам, болест, не знам, диагноза, не знам, секога вие едноставно се подпирате на Бога, Бог има некакво решение за сето тоа. И некако ни возвраќа, ни праќа некој дар кој што е невидлив. Божествената рака не може да видиме како нашите, но таа е невидлива, таа е толку суптилна, но таа секогаш постои. Иле, на крај сме некаде, само би сакала да го споменеме судењето што се однесува за онкологија. Знам дека беше како сведок во однос на третманот кој што имаше несоодветниот третман. Докаде се работите, дали одиш на рочишта околу? Види вака, Вики, јас бев прв сведок, значи сведочев како прв сведок и тоа сите медиуми го проследија, јас мене ми беше многу тешко да сведочам. Јас не инсистирав, јас појма немам што се случува. Значи мене ме викна од јавното обвинителство да сведочам. После 3 години, значи се отвори Пандорината кутија, откако јас ја напишав книгата Јас сум жива за мојот жив ангел небесен Ан.
мене ми се јави човек кој што се представи дека од јавно обвинителство и дека има процес, обвинение против Нино Васев и другите таму онколози. И дека досието на Андријана е едно од најсимптоматичните, ми кажа дека се дадени на вештачење досиеата од 2018 до 2022 година, додека Нино бил директор на клиниката. И еве и ти знаеш, ние тој процес на, да речем, на оздравување на Андријана по онколошки пат, годевме јавно, значи на Facebook. Ние сме биле толку благодарни за одеднаш да се случи тоа што се случи, тој ја промени терапијата и даде таа така наречена. Сметаш дека ако не ја дадеше терапијата, можеби Андријан ќе види, не јас нешто да сметам, него така, сега тоа докажаа вештаците. Веќе се докажа тоа, да, така? Јас знаев дека оние сгрешија терапијата. Така, така. Значи, јас ги молев нив да престанат да ја трујат, но никој не те слуша. Значи, тие ја крена Ан, беше речи си здрава, направи толкава голема изложба, почна сама да вози, знаеш, доаѓаше на интервјуа и кај тебе и кај сите, на сите телевизии беше, таква една имаше енергија. И одеднаш пресврт. Но никој мене не ме послуша, дека и јас знаев дека детето го предозира, затоа што јас ги молев и тоа го пишува во книгата. Значи оваа книга е вистинска приказна, освен тоа што Ан ја пишува автобиографски нејзиниот дел, јас морав да ја довршам. И тоа се завршува баш со сите податоци, како што излезе, значи до последниот ден. Јас немав намера да одам на судење, но кога веќе ме викна, така. Мене и Стефанија ми кажа, бабо, ќе одиш. Така е. Значи да знаеме од што мами отиде, зашто она беше, речи си, здрава. И што да ти кажам, тоа за мене само беше... Само еднаш бевте на како сведок присутни или имаше и други моменти? Види, јас два пати бев. Добро. Првиот пат не успеа да ме сослушаат. Значи, вториот пат бев сослушана заради тоа што обвинетите не дозволија, што земаа толку време што се бранеа дека не се виновни. Така. Знаеш, не може да бидат сослушани, сведоците многу се одолжи. И вториот пат бев сослушана. Види што е поентата што сега ме прашуваш. Значи, моето дете и еден куп луѓе кои што поминаа во тој период, сите примале терапија која што е неадекватна за нивната диагноза. Конкретно за Андријана, јас кога прочитав во извештајот што е давано, јас знаев дека оние предозира, но не верував дека до толку можело систематски и смислено да се уништува една млада жена. Значи, тоа е страшно, не само Андријана. Тоа е неадекватна терапија. Тоа се унакрсни терапии кои што не одат една со друга. Плюс тоа, никогаш на Ан не беше измерена телесна температура, никогаш немаше конзилијарно за нејзе состанок што треба да прима. Значи, тоа се го пишува во извештаите. Ти можеш да замислиш, таа имаше 40 кила, од што беше ослабната, а прима цели конски дози, па она пукаше по шавот. Значи, она имаше такви мачнини, во такви болки се тоа. Она не замина, она веќе немаше канцер на дојка, нејзи го уништија црниот дроб. Значи, таа доби не можеше да ги процесуира организмот тие хемии и нејзи се распадна црниот дроб. Таа и полнеше стомакот по 10 кила, вода по цели канти, одевме секоја недела на пунктирање. И јас ги молев, плачев, аман заман престанете. И никој не ме послуша, ми велеа, Јулија, ти ли си доктор да одлучуваш? И ете така се случи тоа што се случи. Се надеваме дека процесот што се води дека ќе добие барем правдина за нели она што го правеле да си го добијат заслуженото од страна нели на. Види, јас знаеш како земниот суд каков и да е, како што ќе одреди не знам, заради тоа што знаеш како. Еве гледаш,
луѓето се правдат, можат, значи спремни се да живеат со таква неправда, да живеат така. Јас се чудам како, докторката која што му беше десна рака на Нино Васев, Мери Пешевска ја призна вината. Да. И таа и мене ми призна, доаѓа и ми се извини, вели Јулија, извини, замисли извини како Божем Андријана да примала андоли или аспирин. Како да трае нешто така, да. Што вика, јас и продолжив терапија на Андријана што не требаше да ја прима. Па има ли поголемо признание, тоа се тешки хемии, тоа се отрови. Што да кажеме за тоа другото што се спорили не го признаваат. Како ќе одлучат судовите? На кој каква грижа на совеста ќе се носи, нивно е. Јас моето го кажав и сега го кажувам вака секогаш јавно. Но знаеш како, има еден горен кој што не можеме да го поминеме прагот додека не ни се пресуди. Затоа што овдека сме ние на минување. Ама луѓето не веруваат, мислат дека овде ќе се вечни, душа моја драга. Овдека не сме вечни, за жал. Вечноста е таму, позади преминот. Како ќе отидеме, таму е битно. Таму е битно. Во што веруваме, што правиме, какви се нашите дела. Каков живот ми е мене ово, јас ако живеам, ако јас денеска тебе те излажам, утре те излажам. Ако придонесам ти да се чувствуваш лошо, не дај Боже да завршиш вака трагично. Мила, ќе мораме веќе тука да окружиме. Многу работи не те прашав што мислев да те прашам, ама затоа пак ќе снимиме некој втор дел понатаму како продолжение на овој прв дел разговор што го имаме за Гламур магазини и за емисијата Кафе Муабет. Јас станува на вистина од срце да ти се заблагодарам, да ти посакам многу успех во работата. Ти си така признаен новинар, толку многу години си ја вршиш одговорно својата работа и на вистина ти благодарам што се сети на мене, што имаше инспирација за да направиме ваков разговор и да се гледаме за добро зар. Инспирација имам голема, меѓутоа немам толку простор за да го направиме муабетот, ајде во некоја следна прилика. Јуле, ти благодарам за денес и ти посакувам да останеш ваква секогаш позитивна, насмеана и да уживаш со твојата внука Стефанија и да сликаш многу и уште да пишуваш преку пораките на Амин, од твоја уста у Божји уши, ама јас имам сам значи, како да кажам, Стефанија е нешто што јас не можам сега да кажам дека нити сакам такви очекувања да имам за Стефанија, но фала му на Бога што се разбираме, што навистина ми е подршка и таа мене и јас неизе. И слава му на Бога што имаме уште една подршка од другата димензија, тоа е нашата Ан, нашиот жив ангел небесен и нашето свето тројство не престана, продолжува и понатаму. Ние сме трите и сега и постојано заедно.